Веќе 4 дена 50 куќи од селото Спанчево немаат вода. Овој проблем жителите од ова село го имаат подолго, но како времето одминува, тоа ескалира, се жалат жителите. Сето мало, горе високиот дел селото, Колку сме толку? Па може 50 да има. Оти моето мало и Крши мало, што се високиот дел на куќите на селото немат вода. Јас се вали дојдек на работа, ни очи сам си измил ништо. Садови, дома за миене. Не сум се исперал, не сум се избањал. Според Коцев, проблемот доаѓа од тамошната плантажа за одгледување на марихуана на која претходниот градоначелник и одобрил приклучок на селскиот водовод. Звонам на овај од Соколарци, има еден шо по дефеците шо иде. Па викам, зашо пуштате, бе? А они имат бушетина, па има, ама не ја користи бушетина, значи има селска вода. Бившиот градоначелник ги приклучи таму широко црево од бацола, еден цол колко е, и сета вода се оде там. Без потреба, значи ние немаме вода, они си наводно од марихуана там. Стварно не е уред, јас си плакам сметки, некој ми да се од сметка за да платам. Како да платам кога вода немаме една недела? Засегнатите жители од селото постојано реагираат во општината, но проблемот никако не можат да го решат. Реагираат таму комуналното предпријатие што облишо. И се правдат, знаеш, ова било, на било. И па некне немаше у петок струја и денек се исправил резерварот, па послето дојде, значи сабота, недела и ние немаме, ја до ден, денеска немаме вода. Бил сум и на вторник да плакам сметка таму, овај што наплака, не е твоја работа. Кога му кажах, оти за дрогата иде водата. Не е твоја работа. Па чија работа? Ја немам вода, бе. Телевизија Стар на повеќе начини денес се обиде да стапи во контакт со градоначалникот на општина Чешиново Облешево, но сите напори останаа залудни бидејќи тој не одговараше на нашите повици.